По одлуката на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, во која беа опфатени сите петмина обвинети во случајот пуч против председателот на СДСМ Зоран Заев, Зоран и Сонја Верушевски, службеникот во општина Струмица Бранко Палифров и вработениот во МВР Ѓорги Лазаревски, кривичниот суд донесе решение со кое се запира постапката против обвинетите. Заев, поранешниот разузнавач Зоран Верушевски и неговата сопруга Сонја, сите обвинети во случајот пуч, денеска се појавија во кривичниот суд на рочиштето закажано уште пред одлуката за аболиција која ја донесе председателот. Сепак Зоран Заев испрати писмо до председателот Иванов со барање за повлекување на одлуката за негова аболиција, поради тоа што сакал да има судење за овој предмет за да ја докаже својата невиност во судска постапка. Неговата одбрана се уште го нема добиено одговорот на жалбата поднесена до апелациониот суд, која се однесува на решението на кривичниот суд за запирање на процесот по одлуката за аболиција. Петмината обвинети во предметот пуч се товарија за кривичните дела шпионажа и насилство спрема представници на највисоките државни органи. Лидерот на СДСМ беше аболиран и за предметот подкуп, кој исто така беше запрен со решение на судот по одлуката на председателот. Според овој предмет, Зоран Заев се товареше дека побарал подкуп од 200.000 евра од струмички бизнисмен.